Dobro, znači, Ratka sigurno ќе дојде, а? Да, ќе дојде. А Ленчи и Менка, ќе одат по неа или таа самата ќе дојде? Не знам, Цуне, за тоа ништо не ми каже. А знае ли Радка каде живееш ти? А, не знае. Како не знае? Не знае. Па ако не знае, од каде ќе знае каде да дојде? Добро вете, Цуне. Доста со тоа Радка наглани се качи. Лесно вие вам. Вам ќе ви дојат вашите, а за бате Цуне никој не мисли. Отидовме ние. Добро. Ич не се враќајте. Се враќаме во 8. Одиме со Димевци. Вие ум во глава. Пиење, пушење никако. Разбра? Разбрав. Ајде. Так. Така, разбра? Разбрав. Ајде, гледање. Ај, гледање. Дај ми да зафолам едно. Диме. Ај, Цуне. Ако не дојде Радка, нема свирење. Боро. Боро. Уште го нема Диме. Уште не се е вратил, Боро. Уште не се е вратил. Кајде ќе дојде? Боро. Се плашам да не му се случи нешто. Што нема да му се случи? Ајде. Спи. Стани. Каде? Стани, оди. Оди, пречекај го. Откажам кој ќе дојде?
E pa ti reče, kje dojde, kaj daje. Vidi se. Aj, odi, Boro. Kada dam? Kada? Odi, prečekaj go pred portata. Možda ti si mrznuta celat? Šta ti? Sad od kreveta da stanem, dodam pred portal da go čeka. Jako Aj, drago. Gospodi Bože, da trgne svoj ženski um. Ajde, legni, spi. Само два збора. Пред да се собереме. Сите дадовме по 2 динара за да купиме сладки. Така ли? Така. Е така, а Рома сладки нема. Парите не се потрошени. Ама јас мислам дека не треба да ги трошиме на татли и гураби, кога цели фамилии немат што да јадат. Мажите не може да најдат работа или се по затвори. Јас мислам, тие пари да им ги испратиме ним. Тие ќе знаат подобро од нас што да прават со нив. Ико. Значи договорено. Музика! Јас не би можела со железничар да се мажем. Зашто? Многу сте валка. А што ќе те носи джабе сваки ден за Белград? Што ќе правам јас во Белград секој ден? Како? Па ќе се шетамо по Теразију и тако е. Не и не. Не, кога ти многу бираш, за оджачара ќе се удадеш и уште малко ако бираш. Како ти излажавме? Па каде да? Па ние рековме да дојде и кажавме каде да дојде. А тоа што не дошла, тој не е работа. Тоа е моја работа. Не кажавте ли дека јас се викнав? Да? Па затоа и не дошла. Добро, ништо. Поздравете ја која ќе видите. Од мене, лично. Добра вечер. Добро утро. И тебе не ти се спие вечер, ва? Мене ми се спие. Чор сум за сон. Тебе и на мајка ти не ми се спи. Каде си досега? Имам работа. Имаш работа, трети стори. Акаш пулици. А ваму мајка ти очи не може да склопи. Ајде. Ајде да спијање. Јас сум свој човек. Море легни, дете. Ајде.
врати галеничето живо и здраво. Се врати, Диме. Гајде, немај, спи. Евдо. Евдо. Спи. Што е, бре? Добра вечер, како сте, шо правите? Диме дома е? Појди кај Диме, излегува татко му. Појди кај Ико, излегува мајка му. Да имам пари, па да си изградам една куќа овде, па цел град да го гледам како на дланка од озгора. И со никого ни давање, ни земање. Надвор паѓа снег, натре топло. А Радка и јас седиме на килими и пиеме шербет. Само тоа ти се чисто буржуаски идеи. Вас двајцата ќе ве земам да ми чувате мртва стража. Мене куќа ми е целиот свет. И мене. Диме, тука ли требаше да чекаме? Миле рече кај Живкова Карпа. А знаеш ли ти кој треба точно да дојде? Некој од партијата. И ке не примат с кој? Да. Абе да не земе да прашува нешто. Што? Па нешто од теорија. Не верувам. Море, може. А? Може да се распрашува. Слушај, што мислиш ти, кое прашање би можело да падне? Па што знаме, еве, например, кога е роден Максим Горки? Кога е роден? Па се знае, 1868 година. Аргентина. Јужна Америка. Браво. Индонезија. Азија. Ти тоа го знае. Кој беше Кумановскиот делегат на Вуковарскиот конгрес? На Вуковарскиот конгрес? Ајде. Саздо Илиевски. Ико. Има цуне тука многу. Што мислиш ти? Не го доаѓа. Здраво. Јас сум Тане. Седнете. Миле ве фали како свесни и способни активисти. Вие знаете што е ској и затоа не морам посебно да ви зборувам. Освен што сакам да кажам дека во Ској е собран цветот на напредната и гласно освестена комунистичка младина. Нам ни падна во дел тешка и света задача. Борба за класно и национално ослободување. Бидете конспиративни во работата. Строго придржувајте се до директивите. Приберете до себе младинци симпатизери, за да можете да формирате наскоро своји скојевски келеи. Внимавајте на полицијата. Мене не ме поздравувајте на улица. Секретар на вашата келија останува Миле. Имате некакви прашања? Другарите решија од денес, 24 јуни 1933 година, примени сте за членови на Ској. Честито.
Zdravo. Мислам дека контактите со вас од Прешево се многу корисни. Треба што повеќе да ги јакнеме, за да создадеме група младенци способни да формираат своји партија кај нас. Имаме полезни искуства во таа насока. Колку далеко е таа Русија? Многу. Колку многу? За колку време се стигнува пеш? За една година. А со воз? Со воз? Со воз 1-2 недели. А колку пари е возот? Едно 100.000, сигурно. 100.000? Скапо, многу скапо. А велиш, пешки една година. Музика! Ајде ќе играме палеглај! Ајде!
Pravo gledaj. 3, 4, 3, 4. Dosta ovako. Ova vežba dosta. Ajde na levo. Trčećim korakom napred. Marš! Со гумите ништо не се прави. Најважен е моторот. Разбираш? Ама сепак ти пробај, зашто никогаш не се знае што може да ти притреба. Главни делови на тркалот мотор се гума, внатрешна и надворешна. Браво. Бандар со жици и зивана. Отвори ја. Тоа е тука доле. Добро ли е вака? Баш како што треба, продолжи. Glavnjači Beogradskoj zatvoren je prolete, zatvoren je samo zato jer je hteo slobodu, zatvoren je samo zato jer je hteo slobodu. Ovde vam je već odavno vaš otac zatvoren, zatvoren je samo zato jer je borac slobode, zatvoren je samo zato jer je borac slobode. On ne vidi bele dane, niti sjajne zvezdice, niti može da zagrli svoje drage dečice, niti može da zagrli svoje drage dečice.
majka im pokazuje tamnu sliku glavnjače, a majka im pokazuje tamnu sliku glavnjače. Da ne vi treba pomoć, gospodine? A, da. Ja sam od celota. Mi rekao da je imalo nešto tuka somnitelno. Ili nekomu mu ispumpale guma. Taka nešto. Ne razbrav dobro. Ovde je nemalo takva работа. И што да правам јас сега? Ме викна во полиција и ми рекла, нив тројца надвор. Нема за нив работа. Наредба. И сега? А ти кажа зошто? Затоа што сте компрометирани. Ете зошто. А ти? Што ти јас? Што јас? Јас им реков и онака мисле да ги бркам. Не слушат, не работат, се задеват. Ете тоа им го реков јас. Добро де. Ама не мислеше така. Уште полошо мислев. Значи фајронт. Фајронт. Добро. Вам ви е добро, вам ви е добро. Ама што ќе правам јас со празен дуќан те прашувам. Стојче, Трајче и Мирче. Кои се ти? Наши луѓе. А и добро ке работат. Епа, штом вие гарантирате... Ама ич, гале да немаш мајстората нас. Море, мамето ваш. Доведи ги. Слушајте, ќе ви дадам по 2 плати за овој месец. Ама кога ќе ме видите в чаршија, на 100 метри така да ме обиколуват. На километар. Ајде си тебе. И умот во глава. Еј, деца, лоши се времињата. Добро мајстората нас. Сега така излезе работата. Ајде да се поздравиме. Море штема да се поздравуваме. Место Ѓоре? Па, садрувайте, почнете. Да се видиме. Ајде, добро ден, господин Ѓоре. Еве Петка, Петца, како што порачате, повели. Тоа е една многу важна работа, но не знам како да ти кажам. Што кажи? Не знам како. Не ме сакаш. Не. Ова, мислам, не е дека не те сакам, ама... Па што е тогаш? Јас сум компрометиран. А што е тоа? Тоа дека полицијата знае се за мене и може да му уапси кога сака. А што е тоа што знае полицијата? Па, тоа дека работам за нашите и... Ете, ме отпушти од работа. Знаеш, не можам да ти кажам. А тоа е многу важна работа. Кажи да што е. Па не знам како е.
Не, немој да мислиш дека не те сакам. Мислам ова да... Не... А што тогаш? Ма, јас сум компрометиран. А знаеш, тоа ти е... Полицијата веќе знае се за мен. И секој момент можем да бидам уапсен. Тико! Ей! Диме! Тико! Што е? Диме! Што е? Зошто не ме кажавте вие мене, а зошто не ме кажавте? А што да ти кажем? Како што? Ај ти, Ленче, се ми некоја муст. Што е работата? Работата е во тоа што се омажил. Кој се омажил? Баба ми. Радка се омажила. На вистина? Ај немој да се правиш дека не знаеш. Не знаев, живи мама не знаев. Не сме виделе со месеци. Радка се омажила. Боже. Енеја сред град прави свадба. Со сватови и музика. Цуне. Сигурно дознала дека сум компрометиран. Друго нема. И тој компрометиран. Да. Цуне. Најважна е потполна конспирација. Што е тоа? Полицијата не смее да знае што правиме. А оној ден агентот што му направи на Миле? Битно е да немаат докази. Полицијата не смее да најде никакви документи. Не смее да знае кој што работи, какви задачи има. Не чека голема работа. Но голема е и нашата цел. А која е нашата цел? Ослободување на работничката класа. Што е класа? Класа, тоа ти е сите оние што работат. А газдите? Што газдите? Па, нели тие работат? И тие ли се класа? Тие не се класа. Тие работат за себе. А работниците работат за нив. Чекај. Да. И газдите се класа, ама тие се друга класа. Тие се капиталистичка класа. И основната борба е борбата меѓу овие две класи. Значи, меѓу нас и капиталистите. Да. Ајде да видам. Добре. Добро е. Па добро. Одново. А ова? Добро е. Добро, а ние што не работиме, и ние ли сме класа? Чекај бе. За кого навивате вие што ми измислувате вакви прашања? Вие што не работите. Од утре сте чираци во шивачкиот дуќа на мајсторите Атанас и Ѓоре. Како тоа? Како тоа, како? Шарено, како? Па нели вие сте таму чираци? Ние не сме повеќе. Нас не унапредија во Калфи. Да. Кој месец сме сега? Октомври. Што било во октомври 1917-та? Па било... Кажи... Октомвриската револуција во Русија. Да. Слушајте. Има директива. На денот на годишницата. Куманово да биде покриено со летки. Јасно? Јасно. Куманово е покриено со летоци. Кој ги фа? Комунисти. Комунисти. А кои комунисти? Како кој? Имате ли евиденција? Најдете ги организаторите. Најдете некого со 200 летоци под корпула! Да. Сега е тоа невозможно. Сега се сите веќе фрлени. Јас се зајавав што прифатив да бидам началник на полицијата. Кога бев агент, за се што ќе сгрешев не одговарам. Ќе ослушав началнику како ми вика 2-3 минути, а потоа одев на Шкембечорба. Така ли? Ќе одите ли веднаш после ова на Шкембечорба? Не, веќе јадев. Куманово е покриено со летоци.
Кой пуште да влезете? Ovo je oblastna policija! Anita Fejana! Dobro bre, vije vreći za brašno šijete ili pantoni. Kakov je ovo bot što se gleda odnad? Gledaj go! Neće ti kuda. Dime, me ustreći sa. Tvojite luđe će работat, kako će работat, brate, koga ne zna. Dajte vam. Ja ti vidim prsti. Pa ovo se prsti za lopate, a ne za moden šivački salon. Dršo. Dobro. Ovo se prsti za letoci. Odam? Ovo se prsti za letoci. Trpa burek, ajde. Odete vi, šijte onatre. I nemojte da ste mi se kompromitirali. I vi, ajde. Iš, kakvi zlatni dece ispuštiv. Dobra majstori, bre, a ne čirac. Ajde, legom se. Trebalo najprve da dojdete kaj mene, da porazgovarame i zajednički da najdeme nekoje rešenije. Dođavme, ne jednaš! Dođavte pojedinačno. Site li trebaše da dojdeme? Сега je docna za diskusiju. I nije isto togo mislime. Постапката je divljačka i neodgovorna. Причината да šteta je neprocenljiva. Uništeni se bali su tutun. Demolirani se celi odelenija. Iskršeni vrati, prozorci. Управата на монополот имаше заедничко советување со средското началство и донесе одлука да се отпуштат од работа 60 работници. Оние што ќе останат на работа, ќе работат честно. Или ќе донесеме решение овој монопол да се затвори и целокупната обработка на тутунот да се пренесе во Врање. Сега ќе ги прочитам имињата на отпуштените. Вие денес отпуштате од работа 60 работници, но ние утре ќе бараме сите да бидат вратени назад на работа. Синдикално сме организирани и не трпиме самоволие. Така е. Вие зборувате за самоволие после овој невиден инцидент. Овој невиден инцидент е само груба реакција на вашата самоволие. Никого нема да уплашите со овие бајонети. Во нашето барање инсистираме само на своите права и тоа во иднина ќе го правиме се почесто и поединствено. Даваме време да размислите за вашите идни постапки. Мојата идна постапка е да ги прочитам имињата на отпуштените. Се отпуштаат од работа Методија Јовановиќ. Да ми го бричиш? Трпко Ристовиќ, Боро Кралевиќ, Риста Стефановиќ, Петар Илиќ, Димитар Петровиќ, Илија Пантиќ, Благоја Тодоровиќ, Тодор
Значи, единствениот излез кој го гледаме е наша заедничка активност. Заеднички настап на изборите меѓу вас, комунистите и нас, реформистичките синдикати. Нашите линии се близки, а нашите цели идентични. Само една работа ме буни, господине Петрович. И ве молам да ми ја објасните, ако можете. Зошто реформистичките синдикати, ако се толку близки до нашата линија, како што тврдите вие, никогаш не беа забранети, како што беа забранети независните синдикати? Зошто со нив ништо не се случи? А ваму ги затворија сите работнички домови и ја забранија работата на друштвото Абрашевиќ. Враќањето на назад никаде нема да не одведе. Јас кажав што имав. Не сакам да се впуштам во јалови дискусии, особено не со бивши робијаши. Какво? Сметам дека синдикалното раководство не треба да соработува со луѓе со овакви биографии. Не грижете се вие за нашите биографии. Тие им се добро познати на кумановците. Тие не ги знаат вашите биографии. Вие и вашите не сте биле робијаши, оти немало зошто да ве судат и апсат. Секогаш добро сте се сложувале со буржуазијата и диктатурата. Дури и повеќе од тоа. Одамна одите рака под рака со нив, против работничката класа. А тоа ви донесе дебели плати. Се на сметка на оние кои ги оставивте без работа и ги испративте на робија. Тоа е чиста лага. Тоа е валка на вистина. Вие ги повикувате работниците да излезат на избори за работничката комора. Кажете им отворено што ќе добијат на изборите. Тие сакаат да знаат како да го намалат работното време, а да ги зголемат надниците. Не плашете ги со нашите биографии, туку кажете им отворено нешто за вашето минато. Или понатаму не сметате за гласачка војска која одвај чека да излезе на изборите за да ви изгласа помеки фотели и поголеми плати од бановината. Минаа тие времиња, господа бивши работници. Знаете каде сум. Вие мене ќе ме барате другиот пат. Ова веќе нема никаква смисла. Тоа е најточната работа што ја кажавте досега. Другари, видовте и самите. Нашиот став е јасен. А тоа е ставот и на Централниот комитет на КПЮ. Ако се оди со реформистите, внатре во нив да се создаде синдикална опозиција. Без таква организираност, реформистите ќе не исфрлат од синдикатите, работодавците ќе не отпуштат, а полицијата ќе не поапси. Значи, нашата цел е јасна. Преземање на раководството во синдикатите. Запалиш. Има ли воз за Скопје од 3:40? Не знам. Прашајте во станицата. Го имам куферот. Барај го во затворот Велко Теович. Не му предај му е храната. Утре во 10. Во гостилницата Унион ќе го имаш куферот. Треба и легално да стигне до Белград. Јавката е
Kada je državna bolnica? Ti reči, ne znam, ne sam od ovije krajište. Zdravo. Bravo. 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 Dogovoreno? Gotovo je. Слушай, знаеш ли го оној за енглескињу, францускињу и оној нашу? Не. Не? Сак плати едно љуто, па ќе знаеш. Ајде, сега. Францускиња го питуе, енглескиња ништо. Ајде се питам тоа. Ти. Ти. И ти. Влегуј. Тука. Ајде. Ајде. Здраво, Велко. Здраво, Диме. Како си? Жив сум. Тешко ли е овде? Ки се издржи. Не одбивајте ме, господине. Одамна не сум го видел брат ми. Од срце ви ги дава. Ајде. Донесов колку што може. Ги имате последните 2 летоци во штрудлата. Избравме нов месен комитет. Ке го обновиме Абрашевиќ. Ке биде добро. Имате поздрави од Кочо, Соле, Враци, од Велес. Овде е затворен. Рече, кажи му да ги поздрави децата од Куманово. Кои деца? Комунистите. Така ги вика. Овде гадно ли е многу, а? Не е лесно, но успеваме да работиме. Имаме кружоци, читаме, се снаоѓаме. Ноќе се бориме со дрвеници и студ. Се има своја цена. Што да им кажам на моите во Куманово? Заблагодари им од името на сите. И, како што велат старите, попат оди, право гледај и ич не бој се.